Почитувани, СДС и Зоран Заев вршат невиден притисок врз фирмите во Македонија со цел да ја покријат својата неспособност. Катастрофата која зафати економијата, владата на СДС сега сака да ја покрие со казни и притисоци врз фирмите и локалите во Скопје. Неможност да го наполни буџетот го покрива со оние кои веќе плаќаат даноци. За таа цел, преку своите партиски кадри во управата за јавни приходи се врши невиден масакар на угостителски локали, и тоа според самите угостители се прави селективно и одмазнички. Тие, а и јавноста со права прашуваат каде се инспекциите и казните за фирмите блиски до СДС. Тие прашуваат зошто страдаат угостители кои вредно работат и плаќаат придонеси и давачки, а истата институција, Управа за јавни приходи, ги толерира фирмите на Заеви и нивните пријатели кои имаат милионски долгови кон државата. Оваа институција, Управа за јавни приходи, ја доби задачата од Зоран Заев и Стефан Богоев да тргне во одмазничка акција против секој оној кој не е подобен или кон секој оној кој не подклекнува под нивните притисоци и на тој начин да го надополни буџетот во кој Заеви и пријателите не плаќаат давачки. Почитувани, граѓаните и угостителите на дело ја видоа деструктивната политика на СДС, која сега ја спроведува и по која се водат од максимата или си со нас или против нас. Досега настрадаа локали како Тренд, Палма, Дежаву, Брос, а според наши информации уште десетина други се наоѓаат на списокот за инспекции кои досега завршуваа со големи парични казни или со затворање. Ова лудило на СДС е резултат на нивната желба да вршат притисоци, а во својата параноичност страдаат и сите угостители, стопанственици и граѓани. Преку другарката на Стефан Богоев ќе продолжат и понатака хајките врз фирмите во Македонија. Тоа што го говореа дека ќе опоменуваат, го преиначија во директно изрекување на драконски казни и затворање, со што го загрозуваат опстанокот на фирмите и екзистенцијата на вработените. Ова е животот кој Зоран Заев го промовираше, во кој живи луѓе ќе бидат јадени. СДС за 3 месеци предизвика такви штетни последици, што цела година ќе биде малку за овие последици да се поправат. Затоа е потребно што поскоро да се састане на патот на нивната деструкција. Граѓаните, фирмите, стопанствениците и вработените веќе се уверија во султанизмот на Зоран Заев и многу брзо на престојните избори на 15 октомври ќе му кажат не за ваквото нивно самоволие и брутална партизација. Тие на престојните локални избори ќе им испорачаат катастрофален пораз кој ќе биде казна за изживувањето врз граѓаните, за антидржавните политики и штетните чекори кои ги превземаа изминатите 3 месеци. Ви благодарам.